национализмот е последно прибежиште на нерани мајковците. Имаме сега луѓе кои што се на почеток на своите политички кариери, кои што измешаа и лево и десно. Кога мешате лево и десно, цивилизацијата тоа го вика национал-социјализам или фашизам. И секој кој ќе се води да поттикне национализам или да го има во политичката агенда или во животната агенда да му биде тоа мисија, за мене мислам дека унапред осуден на пораз. Не може да велиме дека јас сум против национализмот, да, но против нивниот бидејќи нивниот е лош, а мојот е добар. Сега сме дел од НАТО, треба да бидеме полноправен дел од полноправна членка во ЕУ, дел од ЕУ. И тука гледам и многу пријатели на тој пат, и домашни и надворешни фактори кои помагаа во таа насока, но исто така и многу противници или политики кои не одат во полза на таа цел, и внатрешни и надворешни. Оние кои се внатрешно најпроблематични, тоа е појавата на еден неразумен нов етнонационализам, кој го манифестираат пред се ДУИ, и она што значи оне надпревар, чуден надпревар помеѓу, условно кажано, албанските или лидерите на македонските албанци или на политичките партии кои носат етнички презнак во земјата, кои се направуваат кој поголема националистичка порака да испрати и со тоа да добие гласови кај етничките албанци. Постојат одредени политички партии, можеби и политичари, поединци, па можам да речам и некои невладини организации, многу ретко, кои што работат за да се изрази таа етничка тензија, меѓутоа луѓето веќе мислам дека се изморени, иако секогаш во една популација постојат екстреми, така да и популацијата и албанска, и македонска, и српска, и турска, и ромска, секаде постојат екстремисти и ќе постојат, такви постојат и во Европа, и во целиот свет, и тоа е нормално да постојат, меѓутоа мислам дека во квантум се многу малку, количински се многу малку. Кога ќе дојдат политичарите во наводници, да речем, во фрка, секогаш најлесно посегнуваат по такви чувствителни теми да ги потпалат чувствата на својата етничка заедница, за да се спасат и да се одржат на власт, заради внатрешни политички потреби, како што е тоа сега во случајот во Бугарија, заради незадоволството, демонстрациите на граѓаните, се покренуваат тие теми, и тоа е една лоша порака која ни доаѓа, а нашите политичари од одредени политички субјекти го користат тоа за да се одржуваат, би рекол, вештачки на политичката сцена, но најкарактеристичен пример е тоа што никој не го очекуваше, односно малкумина го очекува, големиот број гласови кои ги доби политичката партија Левица. Јас очекувам во наредниот период таа партија да расне, а не да спласнува, ако се следи според тоа какви се реакциите на социјалните мрежи, дали општеството ќе најде соодветен одговор да ги разобличи тие работи. Допрва треба да видиме, прв тест ќе бидат престојните локални избори. Мислам дека има политичари, политички партии кои свесно одат кон тоа да ги придобиваат на жешки социјални, на жешки национални теми. За жал, дел од политичките структури и за мој вкус дури прелесно си играат со најинтимните чувства на граѓаните, како што е религиската или националната припадност. Во едно комплексно општество како што е македонското, тоа може да донесе или да доведе до сериозни последици, несакани последици. Тоа е наједноставна политика за водење. Јас ја викам политика на пароли. Многу е лесно да ја изговорите паролата и на таа парола да се
залепи, условно кажано, определена групација на луѓе и да добие некаква си политичка тежина таа парола. Проблемот е кога ќе почнете да живеете во последиците од паролите. А тоа е нешто што на Балканот, но за жал во последниве 30 години многу често ни се случуваше. Национализмот е поразен на овие простори со војните кои беа 90 години, не сакам да се навраќам. Војните, фала Богу, Македонија ја избегна таа војна, беа во соседството. Бевме сведоци на многу настани, во исто време и нас не погоди ембаргото до 95-та што траеше од Република соседна Грција заради името. Го решивме нели со спорот во Обединетите нации со назначување на преговорач, така да национализмот е поразена категорија за мене на овие простори. Да го искорениме национализмот ќе ни оди тешко. Тоа веќе со векови постои. Ние како ромски народ, не само во Македонија, насекаде ја имаме најтешката задача да се справиме со околините каде живееме. Да си ром од секогаш беше тешко и од секогаш требаше да бидеш борец. Какви се последиците од фашизмот и лесно изговарање и мешање на политички опции, цивилизацијата кошташе преку 50 милиони животи во Втората светска војна. Така што не баш да тие се лесно лепливи за уво, последиците се стравични. Ние имавме прва мултиетничка коалиција целосна на овие избори, предизборна. Јас се сеќавам барем на 20 на 30 текста од сериозни новинари и влијателни личности во изминативе 20 на 30 години во земјата, кои што велеа дека кога ќе се направи првата мултиетничка коалиција предизборна, тогаш ќе биде крај на национализмот во Македонија, ќе го поразиме. Еве се направи, шуќур, живи се, здрави се луѓето од коалицијата, ама жив, за несреќа, жив, здрав е и национализмот. Дури е и во некој случај и тој добива дури и понагласени димензии. Ништо не е вечно, но ништо не е ни завршено. Значи, ние треба да се навикнеме на ова што го кажува Филип, постојано да ги унапредуваме стандардите, постојано да си ги предизвикуваме своите уверувања, значи да не живееме во тоа дека тоа што некога сме го научиле дека е апсолутната вистина. Вистината човекот ќе ја најде само ако постојано ја бара. И често пати дури народ кога сакате да му кажете пластично дека не е битно која националност, ви како што велите дека докторот кој што ќе стави маска или се да носиме маски, кој ќе стави дека ви не го гледате која националност е, туку гледате неговите вештини. Зошто тоа да не биде да не почнеме од тоа да го градиме нашето општество. Кој е каков како човек, какви способности има, какви можности има, што ќе допринесе тој до општеството, значи да градиме општество на квалитетни луѓе. Бидејќи се помалци имаме истомисленици и борци кои што тоа општество сака да направат подобро, сакаме заедно да живееме, заедно да функционираме. За жал се уште гледам дека кај луѓето во мирнодопски услови како што се сега, национализмот се користи да се фрли, да се да се тргнеме од реалните проблеми. И ајде ќе збориме за национални проблеми. И се уште се манипулира и ние дозволуваме да бидеме манипулирани. Голем број на граѓани на овие избори покажаа дека националистичките платформи се тие кои што се добитни. Ако дадеме права само на таа етничка заедница, да, ќе гласам. Даваме, значи се повеќе се бега од концептот дека ова е граѓанска држава, држава која што им дава права на сите.